Гласници на надежта. Глава 38. Потребна ни е помош. Најголемото проклетство од нашето време, мој пријателе, е да одиш сам и да правиш што сакаш. Не е ништо ново. Луѓето и порано го правеле ова. Многу одамна, уште пред времето на цар Давид, Библијата ни кажува дека секој човек го правел тоа што му е праведно во неговите очи. Тоа е што ние го гледаме и денеска. Независноста тогаш донеше жетва на анархијата и општеството беше разделено на парчиња. Ние живееме во време кое не е удобно, како што беше и во тие одамнешни времиња. Потребна ни е помош за да го најдеме патот на животот. Нашиот најважен чекор во животот е да ги признаеме нашите потреби. Зошто сме толку бавни да ги разбереме кои се нашите проблеми? Разговорот кој Исус го имаше со луѓето од неговото време ќе ни донесе неколку корисни предлози. Запишано е во Евангелие по Јован, 8 глава, од 12 до 20 стих. Исус пак продолжи да говори, велејќи: Јас сум светлината на светот. Кој ме следи, нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот. Затоа фарисеите му рекоа: Ти сведочиш сам за себе, твоето сведоштво не е вистинито. Исус во одговор им рече: Иако сведочам сам за себе, моето сведоштво е вистинито, затоа што знам од каде дојдов и каде одам, а вие не знаете од каде дојдов и каде одам. Вие судите според телото, јас не му судам никому. А ако и судам, мојот суд е вистинит, затоа што не сум сам, тука сме јас и оној кој ме прати. Дури и во вашиот закон пишува дека сведоштвото на двајца луѓе е вистинито. Јас сведочам за себе и таткото кој ме прати сведочи за мене. Тогаш му рекоа: Не ме познавате ни мене, ни мојот татко. Ако ме познавате мене, ќе го познавате и мојот татко. Овие зборови ги кажа кај ризницата, кога поучуваше во храмот и никој не го фати, затоа што уште не беше дошол неговиот час. Од овие зборови на Исус би сакал да ти потенцирам причини зошто ни е потребна помош. Прва причина зошто ни е потребна помош е преовладување на темнината на своеволноста. Исус едноставно ни го постави спротивното. Тој рече: Јас сум светлината на светот. Кој ме следи, нема да оди во темнина. Веднаш по примената разбрав дека Исус рече било каде на друго место, освен да го следиме него, е темнина. Но мора да имаме попуштање за да го следиме него. Ако некој ме следи, нема да оди во темнина. Самоволието е пат до темнината. Може би си мислиш дека имаш светлина кога немаш, затоа што Исус рече: Ако го следиш него, ќе одиш во светлина, нема да одиш во темнина. Така, ако не го следиш него, тогаш ти одиш во темнина. Цар Давид некогаш рече: Зборот Божји е лампа на моите нозе и светлина на мојот пат. За да се преовлада темнината на самоволието е единствена причина за која ни е потребна помош. Втората причина за која ни е потребна помош е грешка во нападот на човечките расудувања. Тие се вратија кај Исус и му рекоа: Ти сведочиш сам за себе, твоето сведоштво не е вистинито. Тоа имаше многу плитка основа. Тоа беше одговор без длабочина. Тие имаа многу малку време за размислување. Беше едностран доказ за тоа што Исус рече: Вие судите според телото. Не беа разгледани сите докази. Тие имаа несигурност за тоа што судат по телото. Не беше вистинито за тоа што беше делумно. Не можете да носите делумно судење и да дојдете до вистината. Имаме потреба од помош. Исус рече: Дури во вашиот закон пишува дека сведоштвото на двајца луѓе е вистинито. Јас го потврдувам тоа, мој пријателе, дека Божјиот закон ќе ни помогне. Јас потврдувам дека ни е потребна помош, затоа што човечкото расудување не е доволно. Има грешки во човечкото расудување. Имаме потреба од помош заради грешка во нападот на човечките расудувања. Исто така потребна ни е помош поради отуѓување и игнорирање на рационалниот ум. Создадени сме да размислуваме. О да, Бог не создаде така. Нашата способност да размислуваме е дел од Божјиот дар за нас. Но умот има странични патеки што не одвојува нас од Бог.
Овие луѓе тргнаа настрана. Тие рекоа: "Каде е твојот татко?" Многумина го напуштија својот ум, фрлајќи блокада на патиштата. Ова беше шоу на неверување, затоа што тие не веруваа во него. Но Исус рече: "Таткото и јас сме едно." Имаше заедница помеѓу него и Бог. Како Син Божи, Исус можеше да даде таква изјава. Ако ме познавате мене, ќе го познавате и мојот татко. Да, мој пријателе, потребна ни е помош. Не можеме да го земеме овој чекор во познавање, без да го земеме чекорот на верата. Нашите умови се премногу ограничени. Нашите рационални умови се навлечени на игнорирање. Исус ќе отвори цело ново поле од знаење за тебе, мој пријателе. Потребна ни е помош за отуѓување и игнорирање на рационалниот ум кој не држи подалеку од Бога. Твојот најголем чекор напред ќе биде кога ти ќе се сложиш со мене и Бог дека ти е потребна помош. Твоето самоволие те држи во темнина. Исус може да ти ја даде светлината. Твоето човечко расудување те држи во грев. Исус може да ти ја даде вистината. Твојот рационален ум те држи во незнаење. Исус може да ти даде знаење. Тебе ти е потребна помош и тој може да ти ја даде. Гласници на надежта.